Добра вечер, почитувани гледачи, добре дојдовте во За или против. Јас сум Анастасија Илиевски и вечерва имам чест да разговарам со пратеникот од регодовите на ВМРО ДПМН Бојан Стојановски. Добра вечер. Добро вечер, благодарам на поканата, Анастасија. Би започнала со она што е најактуелно, иако има неколку актуелни теми кои што се така да кажам највеќе во очите на јавноста оваа недела, но за почеток би сакала да го прокоментираме она што се случува вечерва, а тоа е дека заседава Централниот комитет на ВМРО ДПМН на кој што ќе се избира новиот извршен комитет. Што ќе се случува вечерва потоцна, ако може да ни објасните? Па, како што кажавте и вие, на седница на Централниот комитет, председателот на партијата после конгресот, нели тоа е статутарна обврска, ќе го продолжи новиот состав на извршниот комитет, раководниот орган на партијата, односно раководството на партијата, кој што во наредниот период ќе треба да ја спроведе и да го заврши процесот на реорганизација на партијата, кој што веднаш потоа ќе гарантира и влез во другата реорганизација, тоа е реорганизацијата на владата, од она кое што во моментов знам дека ќе биде понудено пред членовите на Централниот комитет, се работи за еден интересен спој на луѓе кои што се искусни во политиката, кои што изминатите 8 години ја изградија ВМРО ДПМН да биде тоа што е денес. Секако во составот ќе влезат и луѓе кои што може да дадат и нови идеи и свежи идеи во креирањето на понатамошната политика на ВМРО ДПМН е така да, ако треба да сумирам во една реченица, овој состав на извршниот комитет ќе биде тим кој што ќе ги донесе, па можеби би кажал и најголемите победи на партијата во наредниот период. Значи очекувате оно што подразбира едно искуство споено со енергија на помлади, ако и вие сте дел од помладата политичка гарнитура, но може да кажем дека имате доста искуство во политиката. Сето тоа очекувате да биде оној нов бран на ВМРО ДПМН кој што ќе ги донесе оние промени кои што се очекуваат. Точно така е, очекувам тие кои што се поискусни членови на извршниот комитет да на маса го донесат сопственото искуство, додека тие кои што ќе влезат со свежите идеи да направат и да креираат една симбиоза која што треба да понуди една нова политика кон нашите граѓани, една ВМРО ДПМН која што ќе биде во чекорот со новото време, бидејќи во политиката победува тој кој што еволуира со сопствените ставови, но и кој што го слуша пулсот на граѓаните. Очекувам веднаш после тоа во таа реорганизација ВМРО ДПМН повторно да се најде нели таму каде што и најприродно и припаѓа, тоа е на теренот помеѓу граѓаните. Имаме многу работа, не чека многу работа, сега сме партија која што и ја составува во најголем дел владата, тоа се и огромни очекувања од граѓаните да решаваме проблеми, така да веднаш потоа и тој процес кој што ќе следи на реорганизација да гарантира дека тој тим кој што ќе ја води партијата во наредните 2 години да биде еден тим кој што многу сериозно ќе и подигне и квалитетот на партијата, но и секако после тоа и на политиките кои што владата ги продуцираат кон граѓаните. Што според вас се новите предизвици на ова модерно време? Сега зборуваме и од аспект на економија, меѓутоа од аспект на тоа колку брзо се движи светот, од вештачката интелигенција па се до новите иновации. Што според вас како млад политичар смета дека треба да биде во фокусот? Треба да биде во фокусот нашето разбирање дека Република Македонија со сите своји знаменитости и проблеми може да биде држава која што ќе фати приклучок кон најмодерните текови во светот, бидејќи со развитокот на технологиите кои што вие ги споменавте, го кажа дека да, постојат големи нации, но постојат рационални и нерационални поединци кои што ги водат тие нации. Така да човековиот ум е она кое што е најсериозен бенефит или најсериозен момент или инструмент за да вие се најдете во тој нов светски поредок кој што неминовно се случува. Така да очекувам во она модерно време кое што го нарекувам со многу ум, со многу рацио и со огромна доза на достоинство да фаќаме приклучок кон тие модерни светски текови, бидејќи сега можеби не е важно кој колку е голем, туку кој најрационално ќе се постави во новите светски односи и кој ќе одлучи да вложува во тие нови технологии и да го постави сопствениот систем на начин на кој што тоа ќе генерира напредок за сопствената нација и сопствената држава, така да тоа го очекувам од Република Македонија и ништо помалку. Имаме ли потенцијал? Ние често зборуваме дека имаме квалитетни млади, имаме ли потенцијал и како треба да го насочиме тој потенцијал? Па не сметам дека само тоа треба да го ограничиме кај младите, ја лично сметам дека имаме потенцијал и многу квалитетни поединци, кои што заради нешто во изминатите 35 години многу често се жртви на одреден дефетизам, кој што според моите разбирања најчесто е плациран на одредени центри на моќ кои што од тоа профитираат. Дали материјално, дали општествено, но вие ако видите дека ние имаме проблем со тоа што континуирано 35 години некој на овој народ му ја убива надежта дека од оваа парче земја може да стане сериозна држава и токму ја затоа го пронаоѓам моето екзистирање во политиката.
Прво преку личен пример, а потоа преку членување во ВМРО ДПМН како партија која што се поклопува со мојата идеологија, можеби ќе кажам и на суверенизам и на десничарство и како на конзервативизмот нормално, дека секој еден кој што ќе вложи доволно труд, прво може да се редефинира себе си, а второ преку сопствените квалитети да ја редефинира државата во која што живее. Така да одбивам да прифатам дека ние како малоброен народ на Балканот треба цело време да виткаме кичма, некого да слушаме, дека не сме доволно квалитетни. Сметам дека имаме потенцијал, дека имаме квалитет, многу пати сме го докажале тоа како држава, така да остава простор граѓаните не дадоа доверба, а ние треба да ги убедиме тие кои што можеби на некаков начин се разочарале, па можеби ја напуштиле државата, дека треба да се вратат и да го вложат својот капацитет и квалитет, бидејќи ако ги видите вие најразвиените држави, тоа им е основно мото, да и служите на државата. А второ, конечно, по 35 години, како тоа што се случува во многу сериозни земји во светот, и да го исушиме тоа мочуриште, но и да ги поразиме оние кои што екзистираат од таквата амбивалентност на општеството. Сакам да позборуваме за другите актуелни теми, но како што ни се развива разговорот, едноставно сакам да останам на оваа тема која станува збор за развојот. Вие како пратеници во собранието изгласавте доста законски измени, дел во насока на подобрување на животот на младите, но дел и во насока на промена на кривичниот законник. Што работи, односно што се изгласа во собранието, да почнеме едно по едно, што го подобрува животот на граѓаните, на благосостојба, ако може да се каже, имајќи предвид дека дел од борбата против криминалот, корупцијата, измените во кривичниот законник подразбира дека и граѓаните ќе се чувствуваат подбезбедно и да творат, и да создаваат, и да вложуваат. Па видете, ние кога станавме пратеници, а и во целиот овој период наназад одлучивме таа институција да ја редефинираме, бидејќи незината репутација заради однесување на одредени поединци е прилично струшена кај граѓаните. И ние не сме поединци или пратеници кои што тоа го прават заради тоа што целата наша активност треба на крај да почива на нечиво навредување, ad hominem напади или наривови на Facebook и така натака, бидејќи оние кои што многу често гласно зборуваат на крајот не прават ништо, а особено кога им дадете должност, потоа следи огромно разочарување. Затоа јас сакам да ги потсетам на граѓаните, ние како држава за жал, велам за жал, имавме едно многу негативно искуство со шарената револуција. Огромна надеж, многу зборување, поединци кои што цело време се поставуваат како некоја морална вертикала од општеството, немаат намера нешто да сработат и тоа не носи кон огромно разочарување. Ние сакавме поинако да ги поставиме работите и собранието да го направиме како еден орган кој што не само ќе прима наредби, што и не е уставно дозволено од извршната власт, туку да возвраќа назад и сами многу често, и можете тоа да го видите колку закони се поднесени од пратеници, продуцира и предлага законски решенија и кон владата и тие многу често се прифатени. Ако треба да издвојам неколку, по предлог на пратеници, ние успеавме, тоа беше прво потпишан и тогашниот пратеник, сегашен премиер Мицкоски Христијан, да ја задржиме ценовната стабилност на електричната енергија, да ги качиме пензиите за 7.000 денари. Исто така, преку пратеници успеавме да поделиме над 50.000 ваучери за студентите, да изгласаме буџети кои што ќе гарантираат зголемување на платата. Еве сега спремаме законски решенија кои што многу сериозно ќе им помогнат и на здравствените работници во рамките на да ги остварат нивните посакувани цели и можам вакви да набројувам десетици закони кои што се предложени од пратениците, но се усвоени. Еве денеска јас лично поднесов уште едно законско решение заедно со колегите од другите пратенички групи за продолжување на рокот за уште 5 години за завршување на сите оние предмети по основ на легализирање на сопствен имот, нешто што е исто така особено важно. Но и дојдовме до една тема која што беше присутна во јавноста, јас слушнав многу лаги, а тоа беше кривичниот законник. Јас следев и ваши лично емисии со некои мои колеги каде што вие детално го анализиравте кривичниот законник. Но јас ќе кажам денеска на еден народски начин во една реченица што беше суштината на казето на кривичниот законник. Мислам дека е важно да го соопштиме, бидејќи граѓаните кои што понекогаш, да, како што кажавме, најнародски да го објасниме, затоа што нели тука стојат и правни моменти кои што можеби на дел од граѓаните и не им се ни важни, ни битни, најважното, најсуштинското. Народски, граѓански, бидејќи видов огромни групации на луѓе кои што и го критикува и се уште го критикуваат, а некој од нив, по моите разбирања, се и прототип на тоа кој што го зборев на некој кој што профитира од инертноста на општеството и од тоа константно да ги разочарува граѓаните дека сите се исти, епа не се сите исти. Јас бев пратеник и претходниот мандат, каде што во 2023 година со една таква измена, замислете, со европско знаменце, за само 20 часа беше и изгласана во парламентот од мнозинството
и подпишана од тогашниот претседател Пендаровски, со кој што се сруши правниот поредок на оваа држава. Односно, оние кои што испокрадоа и кои што сите знаат дека испокрале, сега не може да се гонат, бидејќи го донесува законот. Сега ние одлучивме да не постапуваме во таа рамка, туку да предложиме законски измени со кои што сите оние дела, кои што некој кој што води некаква институција, има допир со народни пари, ги инкриминира и може да оди во затвор. А она кое што е важно, за да им објаснам на граѓаните, тоа значи дека тој закон ќе важи од овој момент натака. Замислете, ние сме мнозинство кој што има 76 пратеници, многу често и двотретинско мнозинство, и ја превземавме обврската и направивме, поднесовме и изгласавме кривичен законник со кој што утре некој како тие сега што критикуваат, а тогаш молче, ќе може да ги гони функционерите на оваа влада. Тоа е одговорно према државата. Не е одговорно према државата вие да поднесете кривичен законник кој што ќе ги амнестира без разлика од која партија се тие кои што сториле злодела, а вие да си молчите, а тие кои што се сега власт имаат можеби полна политичка моќ да не го прават тоа, да го направат, при тоа за 2 или 3 месеци да излеземе со комплетно нов кривичен законник кој што ќе биде системски усогласен со сите. Тоа е разликата и тоа е суштината на овој кривичен законник. Во суштина на што вие го изгласавте сега, подразбира дека секој кој што сега е на власт, ако стори некое кривично дело, ќе одговара по кривичниот законник. Точно, тоа значи дека пред 5 дена или 6 беше изгласан и објавен во службен весник, денеска некој да биде инкриминиран со тоа дело ќе одговара по новиот кривичен законник, а нема да одговара по оној кој што практично и не можевте да одговарате за ништо затоа што не постоеше. Да па избришаа цел член 353. Сега ако украдете пари тогаш или ако сторите некое дејание оштетувајќи го буџетот, за да одговарате треба еклатантно да бидете фатен и тогаш со оние трикови кои што ги прави секоја одбрана, трикови нели во наводници, можете да поминете и неказнето. Сега тоа не е случај. Тоа значи дека утре Венко Филипче, ако стане премиер, ќе може да ги гони функционерите од оваа власт по овој закон, кој што е, замислете, 2 пати построг од тој нивниот, а скоро ист кој што тој беше пред 2023-та. И јас слушам зошто не били исти казните, заради тоа што мораме да се усогласуваме со европските регулативи и директиви. Ние како пратеници одлучивме и тие директиви таму каде што беше возможно да не ги инкорпорираме во законот и свесно ставивме согласно уставните можности кои што не ги дава уставот и повисоки казни од тоа што го бараат тоа директивите. Сметавме дека е тоа правилно, добивме поддршка од пленумот и сега во моментов имаме кривичен законник кој што гарантира дека секој кој што ќе биде фатен во некаква незаконско дејание ќе биде санкциониран од законот. Но да бидеме искрени, граѓаните бараат и правда и да бидат буквално пред лицето на правдата изнесени некои што за кои што има индици дека сториле нешто во минатото. Тука веќе и друга власт има влијание, но како ќе дојдеме до разрешување и доаѓање до правдата, она што сите ние го велиме, особено ако имаме индици за одредени кривични дела. Овде станува збор нели секоја власт да си ја завршува својата работа и на крајот на денот да има одговорност за постапките кои што се случиле. Многу добро прашање, а и токму заради тоа се сеќавате, ние дадовме скоро 2 години можност на јавниот обвинител избран од претходната власт да се размавне. Стотици случаи, па би рекол и јадници се доставени до обвинителството. Најголем дел од нив, околу 95%, стојат во фиоките на јавното обвинителство. И ние потоа одлучивме да влеземе во процес на негова смена. Само да ве вратам назад, оние кои што сега критикуваат кога дојдоа на власт, за месец дена го сменија тогашниот јавен обвинител, кој што имаше отприлика 44% доверба во јавноста, за да ја остават државата со 2% доверба. Се сеќавате што се случуваше со Кацарска, со специјалното јавно обвинителство, со оној кој што му седеа на глава и така натака. Чекаме што ќе даде Советот за јавни обвинители како мислење до владата, потоа владата до собранието ќе предложи нов јавен обвинител. Јас и моите колеги, најголем дел нив, немаме мислење ниту па никаков фаворит, но имаме високи очекувања. Кои се вашите очекувања од идниот јавен обвинител? И по врз која основа нели ќе настапувате во собранието? Очекувам да биде некој кој што недвосмислено и неселективно, повторувам неселективно, ќе постапува. Пред себе ќе го има само дамокловиот меч на правдата, нема да има политичката припадност, и ова многу внимателно го кажувам. И очекувам некој кој што ќе ме на некаков начин потсети на Джовани Фалконе, односно ќе направи одредена фалконизација на обвинителството, да ги расчисти сите оние дејанија и оние сомнежи на би кажал сторен криминал кој што ги имаат граѓаните, бидејќи ние како влада
скоро по 2 години многу сериозни критики трпиме од граѓаните, тоа најголем дел се чувствува можеби на нашиот рейтинг, зашто граѓаните добро знаат 7 години што се случуваше во оваа држава, никој не е санкциониран. Тие кои што ви беа креатори на таа политика, ви се седат во парламентот, ги гледаме по екзотични дестинации како ги забавуваат турбофолк звезди, ни се подсмеваат од луксузни јахти и сето тоа некако се провлекува. И граѓаните свесно стануваат исфрустрирани, така да како пратеник јас ќе го дадам мојот глас за тој кој што најмногу ќе ми влее доверба дека ќе почне да постапува повторно, неселективно и само врз основа на правото и правдата. Кога станува збор за уште едно од работите кои што беа изгласени, тоа е усогласувањето на механизмите поврзани со SafeCity, нешто што е многу актуелно деновиве. Како првин е вашата оценка за SafeCity? Еве од кога веќе стана и можноста за да се изрекуваат казни? Еве како возач во сообраќајот првенствено? Па чувствувам дека сообраќајот е прилично доста нормализиран. Мислам дека не се случи оние гужви кои што некако ги пласираа од околу оние кои што и нему мислеа добра на овој закон или сакаа од ова да добијат некој политички поен. Чинам дека ова ќе значи една нова парадигма и во општественото однесување во Република Македонија и дека дигитализацијата на ваков начин ќе добие огромна подршка кај граѓаните и дека ќе влезе на голема врата за да дигитализираме и други процеси. Многу ми е така мило некако кога ќе видам дека бројките на повредени, на случајни сообраќајни несреќи, па и на загинати е многу намален, нешто што беше и наша основна цел. Се надевам дека во наредниот период, од тоа на кое што го имам разговарано, градоначалниците се заинтересирани да финансираат вакви проекти кои што ќе значат SafeCity можеби да се прошири и на јавните површини како детски игралишта, спортски игралишта, онаму каде што често има вандализам, што ни укажува дека имаме потенцијал да направиме еден таков систем, да го управуваме, да се однесуваме согласно тоа и дека Македонија може да внесува вакви елементи, вакви системи во секојдневниот живот. Беа 6 закони на дневен ред, сите беа усвоени од страна на мнозинството, видов дека има обид за креирање на политика, но знаете како во собранието вие можете да поднесете и амандман, можете да зборувате, а малку е лицемерно вие да не поднесете ниту еден амандман, да немате дискусија, а потоа да отворите некои теми во јавноста дека сте биле загрижени за нешто. Да, тоа убаво би било да го објасниме. Што се случуваше во собранието? Не беше ни еден. Па ништо не се случуваше, немаше ниту некаков амандман, ниту па некој зема збор. На крајот само видов дека има одредена пресконференција, дека биле загрижени каде ќе оделе снимките на... Да, тоа ми ќе беше следното прашање. Тоа беше едно ја слушав и поранешната министерка за труд и социјална политика во едно телевизиско гостување, каде што дел од критиките беа токму во насока на тоа што ќе се случува со снимките, па ете се потсетив мина за жал трагичниот случај со Вања, каде што нели така што како ги коментирате тие работи? Па како и чувањето на снимките, нели Знаете како, почитувана Илиевска, вие кога сте активен во политиката, особено кога членувате на партија која што некогаш била на власт и важела за една од најсериозните партии, морате да имате на ум дека вие не можете да водите политика по дневно политички интерес и дека треба да имате визија каде сакате да стигнете и дека сето тоа што ќе го кажете на крајот доаѓа под суд на јавноста, под тест на времето. И сега таа господја кој што тоа го зборела, ќе речем не го водела тој ресор, но го видов и Спасовски Кутриот кој што го зборуваше ова, како да не баре и тој не учествувал во формирање на овој систем. Сите тие кои што управуваат со такви материјали подлежат под нивното работење по други закони кои што и практично треба да имаат сертификат на државна тајна и тие материјали не може многу да се десеминираат. Јас видов дека имале страв бидејќи некоја партија некогаш тоа го злоупотребувало, но јас имам основан страв бидејќи таа беше партијата на која што оперативци од УБК преносеа нелегално снимени материјали за кои што никој повеќе не одговараше, а Добривака Царска го амнестираше Зоран Заев од тоа дело и покрај тоа што имаше директно признание. Така да, ако сакате вие да ставите некакво негативно петно на некој проект кој што треба да спаси животи, можеби можете да најдете и друго нешто на тоа да се закачите, но ова е толку бенигно и не би сакал да го коментирам. Тие нека продолжат да се однесуваат како што се однесуваат. Ние ќе продолжиме да си ја работиме работата, за која што имаме поддршка од граѓаните некаде од прилика 80%. Верувам дека како тој систем ќе се имплементира, таа поддршка и ќе расте. И тоа е тоа. Јас би сакал, барем не сум среќен за ова што се случува со СДСМ,
и би апелирал на малку поголема сериозност, бидејќи знаете како влегувате во еден репетитивно негативен процес на самото тоа кое што вие сте го зборувале, времето да ве демантира. Ете сега ќе дојде месец март, април, мигранти нема да има, ете тие снимки нема да се злоупотребуваат, ете платите ќе растат, ете не пропадна пензискиот фонд како што тврдеше таа господја кога ги бркаше на клоци пензионерите од институциите. Така да со ова очекувам СДСМ дополнително да продолжи да паѓа, а нашата поддршка кај граѓаните да расте. Еве кога отворивме веќе темата за социјалдемократскиот сојуз и тие направија некоја реорганизација, реструктуризација на попартијата, што ќе донесе новиот Браневе? И бидејќи реално и пратениците кои што се во собранието, вие сте во постојано сте секој ден на работа со нив, нивните амандмани по закони може да бидат корисни, може нели да биде за доброто на граѓаните, како ја оценувате моменталната ситуација? Ќе донесе уште поголем пораз него на последниве избори. За жал историски во постоењето на СДСМ, што мислам дека ќе биде последниот чин на драмата која што треба да значи веќе елиминирање на СДСМ од политичката и партиската сцена во Република Македонија. Не можам да се начудам на тоа на каков начин се водат таму политиките. Нема ништо ново не се смени, ги загубија изборите, сите беа виновни освен тие кои што неколку мина околу Венко Филипче и самиот тој кој што прима насоки од југот на Македонија, така да тоа го имам како очекување. Знаете како, треба ликовите кои што кажуваат дека нешто ќе сменат во државата да имаат некаков кредибилитет. Ако вие 7 години сте управувале државата, а сте ја донеле на историски пораз вашата партија, тогаш каков кредибилитет вие имате да зборувате, еве да речеме, за минимална плата? Јас го видов предлог на законот што СДСМ го поднел за минимална плата, таму е потпишан и поранешниот премиер. Таму е потпишана и Тренчевска, која што е креатор на сегашниот општ колективен договор по кој што се исплаќа минималната плата. Таму видов уште 8 министри кои што кога можеле не направиле ништо во таа насока, кои што не исплаќаа плати и пензии, сега тие излегуваат и тие кажуваат што треба да се смени. Што да зборувам понатака? Што да коментирам понатака? Да, ќе прокоментираме малку и за тоа веќе кога почнавме да зборуваме за порастот на платите, нели? Упости владата склучија договор на најдоа заедничка точка каде што ќе продолжуваат сите работи понатаму, но ајде да коментираме токму за порастот на платите. Како го оценувате сето ова и начинот на кој што се е планирано да растат платите? Многу одблиско го следам ова соочување со синдикатите, бидејќи во опозиција и сега додека сме нели во мнозинството, јас сум еден од пратениците кој што најчесто комуницирал со синдикатите и тоа ако го викнете тие може да ви го потврдат. Сме разговарале за многу теми, за многу нешта сме се согласувале, за многу нешта и не сме се согласувале. И јас сум бил едниот кој што искрено сум им кажал дека начинот на кој што почнуваат барем оние синдикалци од ССМ да го водат синдикатот не им е мудар и не им е рационален. Бидејќи на крајот вие кога водите еден синдикат треба да знаете дека не сте таму да креирате политика. Ако сакате да креирате политика, зачленете се во политичка партија. Ако водите синдикат, тоа јас го разбирам на начин на кој што не значи дека вие не можете и не треба да понесете одговорност. А одговорност понесувате пред сопствените членови кои што се работници, и вие треба во тој отчет што го давате да им кажете колку сте успеале да ги подобрите условите кои што тие ги имаат. Да покачите плати, да добиете одредени бенефиции. Сега, ако споредиме по 2 години владење на ВМРО-ДПМН, се радувам денес како што синдикатот УПСНО и КСС ја прифатија понудата на владата и над 7700 работници, работени кои што се дел од министерствата, бироата, управите, агенциите, ќе добијат повисоки плати за 25 или 6 месеци за 40%. Нешто кое што и самите членови на УПС велат дека во историјата не се случило, а последен пат нивната плата била покачена во 2019 година за некои 5 до 10%, а сега се качува за 40%, замислете, за 25 или 6 месеци, односно за 2 години, 2 или 3 месеци. И сега логично се поставува прашањето, ако јас сум член на ССМ како работник и ако гледам дека образованието, здравството, полицијата, одбраната, административните работници, 100% од државната управа, го склучил некој друг синдикат, а јас константно припаѓам на синдикат кој што само критикува, а не обезбедува, тогаш која е суштината на моето членување во тој синдикат? Јас овој договор го оценувам многу позитивно и она кое што е важно и сите работници кои што го одобруваат и го знаат, ние не склучуваме договори во ек на избори како што беше тој во Министерството за одбрана или не превземаме обврски надвор од нашиот мандат. Сите колективни договори ги склучуваме до 2028 година.
Во овој момент тоа можеме да го понудиме, 4 години сме на власт, колективен договор од 4 години, потоа ако ја добиеме власта, влегуваме во преговори за нов колективен договор. И образованието, и здравството, еве и административните работници добиваат зголемување на плата која што е доста сериозна. Зборуваме тука за над 20, 30, 40%. Социјалните работници, односно вработените во Центарот за социјални работи добија покачување од 20% во историја што не се случило. Тоа значи дека во април за мартовската плата вработените кои што сега склучија договор со владата ќе добијат минимум зголемување на месечно ниво од 3000 денари, а за 2 години и 2-3 месеци од сега ќе добијат зголемување на нивните плати со одветно од најниското звање од минимум 12 до над 15.000 денари на месечно ниво. Тоа е системот на плати кој што ние го пропагираме. Дали можеше повеќе? Да, можеше повеќе. Дали е доволно? Не е доволно, секогаш може повеќе, но треба да имаме во обзир колку општеството тоа може да го издржи. Во наредните 3 години да не требаше да вратиме еден буџет, односно 6 милиарди евра, ќе можевме и повеќе. Ке успееме ли како држава ова зголемување да го издржиме? Ќе успееме, бидејќи ако видите оние институции кои што го полнат буџетот работат на историски високо ниво, како управата за јавни приходи, царинската управа и така натаму. Но и ние треба да ги потсетиме граѓаните дека оваа 2026 година по основ на старо задолжување во периодот од претходните 7 години треба да вратиме 2,6 милиарди евра, замислете, наредната 1,3 милиарди евра и годината потоа 2028 2,6 милиарди евра. Долгови земени во време на СДСМ, ефект никаков, нула. И сега ние треба во наредните 3 години над 6 милиарди евра да вратиме. И замислете, во услови кога тие средства се обезбедени во буџетот да се вратат, а паралелно на тоа вие да имате историско зголемување на пензиите од 7.000 денари, историско зголемување на платите, повторно во здравството, во образованието, во полицијата, во армијата и сега кај административните работници, и да реализирате проекти соодветно на тоа, укажува дека вие домаќински ја управувате владата. Разликата во нашите концепти е суштинска и затоа СДСМ не може да не разбере. Но еве поранешниот министер за здравство Венко Филипче, актуелен претседател на Социјалдемократскиот сојуз, упати критики на она што значи стратегијата за покачување на платите. Тие верат дека пари 600 евра минимална плата, она што тие го бараат, е возможна само ако се крати луксузот на власта. Тоа е една од нивните тези и уште една работа е тоа дека до собранието е поднесена она што подразбира намалување на платите на државните службеници. Тоа го одговори Венко Филипче одговарајќи на новинарски прашања, вели дека треба да за поддршка на иницијативата која што Сојузот на синдикати ја поднесе до собранието. Еве овие две работи како ги коментирате? Сега ќе ви одговорам. Знаете како, за таа минимална плата која што кажа Венко Филипче, само да им кажам на граѓаните, сега во моментов минималната плата е отприлика 23.360 денари чинам. Сега ќе биде покачена во месец март на редовното усогласување. Синдикатот и СДСМ заедно бараат таа минимална плата да биде 36.900 денари. Ама ќе ве потсетам на почетокот на нашиот мандат Трендафилов бараше да биде 500 евра, па 550, па 600 и сега се закани ако не било 600 ќе барал да биде 700. И се е тоа во ред. И мене, ако ме прашате лично, јас мислам дека минималната плата, соодветно и другите плати, треба да биде повисоко од оваа која што е сега. Тоа е факт и тука сме сите согласни. Но, повторно ќе кажам, треба да видиме дали општеството може тоа да го исплати или ние на минимална плата се менува со закон. Сега во парламентот можеме да направиме 1500 евра. Прашање ќе биде колку тоа ќе се исплати. Што тоа ќе значи за компаниите, за оние... Еве вака сега, да земеме да споредиме. Ако минималната плата биде 36.900 денари, тоа значи дека соодветно тој кој што е референт или кој што има можеби најслаб коефициент на сложеност на работно место, ќе има оваа плата која што можеби доаѓа во колизија со 30, 40 или 50% некаде со платите на високо квалификуваниот кадар. Ако вие направите минималната плата да биде 36.900, практично ќе треба да ги покачите сите плати соодветно за да го запазите коефициент на сложеност на работно место. Тоа е невозможно финансиски да се издржи. Тоа може да се издржи само ако вие ја качувате економијата, па едно прилично последователно неколку повеќе квартали како што ние сега на над 3,5%, продуктивноста ја зголемите и самото стопанство, но и државата
може тоа да го издржи. И затоа тука треба да се биде особено реален, за да на крајот од денот е најважно работникот да ја прими таа плата која што ќе биде минимална. И да има работа, да не се губат работни места на крај. Точно така, да самиот Трендафилов знае ова колку е возможно. Мислам дека таму се иде на ниски страсти, бидејќи интересот е сосема друг. Интересот не е да се покачи платата на работникот, и ова одговорно го тврдам. Интересот е неколкумина во синдикатот да ги задржат своите позиции, бидејќи свесно знаат дека го губат влијанието од внатре, баш поради тоа што го зборував. Ако вие 2 години не сте обезбедили ништо за работниците, обезбедува друг синдикат, тогаш која е вашата употребна вредност? Тие работници не ви даваат на вас подршка вие да се расправате со премиерот, туку да седнете и да се договорите. Како сега што може да се договорат, така и тогаш може да се договорат. Така да, таа минимална плата што во овој момент ја бара, односно замислете за еден момент да порасне за цели 15.100 денари или 61% од еднаш. Тоа не може Германија да го издржи, а не држава во Македонија, како Македонија, што е толку испокрадена да наредните 3 години треба да се вратат, замислете, 6 милиарди евра. Јас не слушнав ништо од тие луѓе во тој синдикат да кажат дека денеска ете КСС склучи договор за исплаќање на регрес на годишен одмор за 3 години назад во национални шуми. Јас не слушнав да пофалат за тоа што оваа држава обезбеди историски колективен договор за покачување на платите, па ќе кажам, во образованието, во здравството и така натака, но видов 2 месеци поред да не се објавува потрошувачка кошничка, тогаш кога беше прилично пониска, затоа што не им одговараше за нивните аргументи, и друг начин како што тие одлучиле тоа да го направат и да го политизираат. Од аспект на иницијативата за намалувањето на функционерските плати, тука сакам да објаснам една работа. Во Македонија пред скоро 2,5 години се случи да тоа Уставниот суд направи и донесе една одлука за покачување на платите на функционерите за 78%. Тоа го направи бидејќи одлучил претходниот начин на кој што биле замрзнувани платите бил неуставен. Ако ние ја прифатиме иницијативата на Венко Филипчи и Трендафилов Слободан, вака да ги намалиме платите, ние ризикуваме повторно утре Уставниот суд да донесе таква одлука затоа што е неуставна, и едноставно повторно во некој период да ризикуваме функционерските плати да бидат зголемени. Единствен начин за тоа да се направи, за до крај на мандатот функционерските плати бидат на исто ниво како пред тоа од кога Уставниот суд ја донесе 78%, има еден. А тоа е да се сменат закони во собранието со кој што ќе се намали коефициентот преку кој што се пресметуваат платите на функционерите. Еви ексклузивно на вашата емисија. Јас заедно со неколкумина колеги подготвуваме 6 закони, исто како во февруари минатата година, кои што ќе ги поднесеме како група на пратеници, за да коефициентот по кој што се пресметуваат функционерските плати биде намален и платите на функционерите да не пораснат. 6 се тие закони, кои што ќе важат за сите избрани и именувани лица, со кои што платите на функционерите нема да пораснат. Тоа е единственото уставно издржано решение. Тоа не може да генерира опасност од утре Уставниот суд да го бутне и повторно да се качат платите, и само на тој начин може да се намали тоа, а да се почитува претходниот закон. Тоа е суштината на тоа што ние го кажуваме. Се останато е политиканство и е мешање политика наместо генерирање на здрави теми. Ова мислам дека го направија, бидејќи собрањето за платите веќе им беше одземен оксижен од кислородот за да разгоруваат тема, им требаше нова тема за да бидат актуелни во јавноста. И повторно се враќа темата со функционерите. Па да, ја имам чувство дека таму тие луѓе наместо да се заинтересирани да го подобрат животот на работникот, се повеќе заинтересирани да креираат политика од самите себе, но тоа е нивно мислење. Мислам дека ќе треба тоа добро да им го објаснат на работниците, зошто 2 години континуирано трпат порази, зошто друг синдикат се наоѓа на масата и обезбедува историски зголемување на платите. Додека сме кај работата на собранието, пред да направиме една кратка пауза, што друго е во агендата на собранието? Ете законот за влада, кој што министерот Минчев пред неколку дена ги собра сите координатори во собранието, им го даде лично на рака, со кој што ќе треба да има измени за техничката влада. Тоа е нешто кое што би сакал да го кажам. Овие 6 закони кои што ќе гарантираат дека платите на функционерите нема да се покачат. Имаше 2 закона кои што мене исклучително ми беа драги. Тоа беше еден закон со кој што собранието гарантираше на владата за да се направи финансиски пакет 20 милиони евра на Анастасија за да се изградат 30 комплетно нови спортски сали. Замислете, 30 нови спортски сали. Тоа е на територијата на целата. На територијата на целата држава и еден финансиски пакет од 40 или 55 милиони евра со огромен процент на грант, за да може да се реконструират сите останати, односно 9 на број студентски домови, ученички домови, како и училишта на деца со посебни потреби. Во Македонија нема да постои ниту еден студентски,
ученички или училиште на деца со посебни потреби, кој што нема да биде реконструиран, односно да добие еден нов функционален енергетски ефикасен изглед и нема повеќе да ги гледаме оние грди слики од студентските домови. Тоа беше нашето ветување и пратениците гарантираа за тоа и очекуваме оваа година тоа да почне со работа и да биде навистина една офанзива која што не се случила во ваквите институции во последните 50 години. Тоа се одлични вести. Ќе направиме тука една кратка пауза, после враќаме назад во студиото. Кратка пауза, реклами и за кратко се гледаме назад. Добро дојавте назад, почитувани гледачи. Го продолжувам разговорот со пратеникот Бојан Стојановски. Зборувавме за растот, развојот, дел фативме и за економијата, но ќе се согласиме дека и за да може целиот систем добро да функционира, мора и општините да функционираат добро. Една од информациите кои што деновиве дојде од градоначалникот на град Скопје дека Скопје застанува на нозе и влегува во голема инвестициска офанзива, нешто што одамна не го видовме. Колку е важно тоа што се живнуваат, да речеме, општините за целокупниот добробит на државата. Да може и самата да има, како да кажам, едноставно целото општество подобро да функционира кога функционираат и општините, бидејќи се многу значаен дел во целиот систем. Секако таа информација беше за поздравување, бидејќи имавме несреќа и во владата и во општините да влеземе во руинирани институции, да првите студена наместо да планираме што ќе изградиме, да ги спасуваме институциите од колапс, тоа го кажа и градоначалникот Ѓоргиевски. Она кое што е важно и кое што би сакал да го напоменам ете, покрај тоа што се стабилизираат јавните предпријатија, кои што беа огромни загубари во изминатиот период, се најде начин заедно со владата да се влезе во соработка за набавка на 100 нови автобуси за јавното сообраќајно предпријатие, кои што ќе се движат на електричен погон, 40 нови камиони за јавното предпријатие комунална хигиена и практично Ѓоргиевски фаќа приклучок на она кое што претходно го работеше во Кисела вода, но и во претходната генерација на градоначалници на ВМРО ДПМН, кој што знаете како ако претходно сте освоиле 43 општини, сега ако освоите 56 и во 95% од вашите кандидати да освојат реизбор со поубедлив резултат него претходниот пат, укажува на тоа дека граѓаните се задоволни од вас. Ние имаме малку специфичен систем на финансирање на единиците на локална самоуправа, да бидеме искрени, и тие сепак не можат да реализираат огромен дел на проектите доколку не стои централната власт позади нив. Затоа ние одлучивме да ги помогнеме општините со проекти од прилика 325 милиони евра и во најголем дел од општините многу децениски проблеми беа надминати и беа решени. Заради градежната оператива тоа се уште не можевме да го внесеме во полн ефект. Многу годинава најголем дел од тие проекти или ќе бидат на средина од сопствениот период за градење, или ќе отпочнат, или ќе бидат завршени, така да очекувам преку поддршката и програмата за поддршка од владата кон општините да се реализираат многу проекти, кои што тоа ќе може граѓаните да го видат секој ден. Од аспект на градот Скопје, Ѓоргиевски најави оваа година по консолидирањето на јавните предпријатија на градот Скопје, ќе почнеме да реализираме крупни проекти кои што се многу важни. Гледате дека за 90 дена, односно за некои 85 дена од сега има заедничка пресконференција со премиерот Христијан Мицковски, ќе добиеме во Скопје еден комплетно нов булевар, првата фаза во тоа да ја добиеме во Скопје првата подземна сообраќајница, кружен тек во Ѓорче Петров, нешто што е особено важно, општината од која што јас доаѓам. Момин поток од тука кој што се наоѓа непосредна близина до вас, кој што 4 или 5 години е способност на споменик на нечија неспособност. Така да очекувам градот Скопје, сите оние незавршени проекти конечно да влезат во зенитот, да се реализираат, но и во секоја општина. Тука не ги двојам дали се работела мала или голема. Драго ми е тоа што премиерот секојдневно е на отварање на нов проект или на отпочнување или на завршување. А уште подраго ми е што сето тоа е транспарентно, има посебна веб страна и секој граѓанин може да пристапи и да види до која фаза е проектот кој што од неговите пари е финансиран во секоја општина. Тоа е многу важно, бидејќи вие доколку имате добиена должност од граѓаните да ги реализирате проектите, морате да бидете заедно со нив инволвирани во процесот и да го истрпите очекувањето кои што ги имаат граѓаните. Така да секој граѓанин треба да знае дека неговиот градоначалник е адресата каде што може да добие максимум за сопствените средства кои што ги дава во локалната самоуправа. Пред самиот крај би сакала да позборуваме и за нашиот европски пат, реформската агенда. Владата ја представи, односно го презентираше на предогот пред амбасадорите пред ЕУ амбасадорите, и она што премиерот го каже дека останува во фокус она што значи реализација на реформската агенда и воведување на ред во државата. На самиот почеток сме од новата година, како ги гледате работите
едно од кога станува збор за европскиот пат, односно нашата реформска агенда, а од друга страна за растот и развој на државата, односно политиките кои се водат. Па јас би сакал да се потправам на изјавата на евроамбасадорот Рохас, кој што кажа дека гледа раздвижување, особено после локалните избори на тоа. Ке ве потсетам, ние кога ја составивме владата, го поднесовме планот за раст согласно оваа агенда и до Брисел, кој што ни беше одобрен, претходно тоа не беше завршено. При публикувањето на првата транша од господјата Кос бевме условени како шампиони во Западниот Балкан за имплементирање на обврските од планот за раст и реформската агенда. Сега ја повлековме третата транша. Припремаме многу сериозно внимание и посветуваме на реализирање на обврските. Можете да видите секоја сабота, па и практично во текот на вчерашниот ден премиерот јавно ги објавува состаноците со ресорните министерства. Многу внимание се посветува со тоа, затоа што тоа за нас не е само план за раст, не е само реформска агенда. Ние тоа го гледаме како можност да покажеме пример дека имаме капацитет да си ја завршиме домашната задача и сакаме да направиме притисок, условно кажано мек притисок, дека со тоа што ние ќе ги направиме тие реформи кои што се бараат од нас, дека сме спремни и дека чекаме само можеби на некаков дипломатски притисок, мек, повторно ќе кажам, врз оние кои што на некаков начин одлучуваат да ни го ветоизираат патот кон Европската унија, дека правилната адреса за разговор е таму, не е тука, а дека ние ако добиеме шанса ќе го завршиме соодветно квалитетно, како што го правиме тоа во овој момент. Од аспект на собранието, претходната година усвоивме 12 закони. Сега чекаме една поголема група на закони од Министерството за правда, 7 на број, да стигнат до собранието. Чинам дека овој месец ќе бидат пристигнати. Она што е важно дека за секој од тие закони ние правиме јавна расправа. Еве на 11 имаме за законот за високо раководна служба, исто така дел од реформската агенда. Ги викаме експертите, доаѓаат, ги инкорпорираме нивните мислења и навистина сме амбициозни во овој дел. Прво заради тоа што ни требаат тие средства, а второ затоа што навистина сакаме да го реконструираме, да го редефинираме внатрешниот систем, но и да покажеме дека имаме капацитет и дека доколку ни дадат шанса да пристапиме кон Европа согласно критериумите од Копенхаген, ние имаме квалитет тоа да го завршиме соодветно квалитетно. И за крај како ја гледате еве растот на економијата, како се движи државата еве за оваа година? Добри ли се од ваш аспект проценките? Ова ми е омилена тема за разговор. Сметам дека ќе продолжиме исто како и претходните 5 квартали, а тоа е со раст над 3%. Инфлацијата ќе ја задржиме на едно стабилно ниво од 2,5%. Мислам дека оваа година ќе ја донесеме до тоа ниво. Ќе реализираме многу капитални инвестиции. Ете, десетина инвестиции очекуваме да ги финализираат своите одлуки да инвестираат во Република Македонија. И оваа година ќе продолжиме со политиката на покачувањето на платите и на пензиите, да ја стимулираме потрошувачката. Ќе продолжиме да ги финансираме проектите кои што значат раст и развој. Она кое што значи некоја наша економска филозофија да донесеме до одреден зенит, затоа и сметаме дека оваа година, и кажал премиерот неколку пати, не треба да имаме никакви предизвици кои што ќе значат одложување на тој наш пат. Гарантираме безпоштенна борба, дека граѓаните ќе живеат подобро, секој месец изминат тоа ќе го направиме. Очекуваме да дојдеме оваа година до некаде 10%, па блиску, можеби во децимали до едноцифрена бројка на невработеност, да нудиме многу повеќе работни места. Како што кажав, дали е доволно, не е. Дали можеме повеќе, секогаш можеме повеќе, но на кое што можеме да го гарантираме е безпоштедна борба и труд кој што ќе треба да генерира една сигурност кај граѓаните, дека секој едно семејство ќе биде ефектуирано од некаква политика од владата. Ви благодарам многу за вечерашното гостување. Ви благодарам на поканата. Почитувани, тоа беше вечерасното издание на За или против. Јас ви посакувам убав остаток од вечерта, убав викенд пред вас и како и секогаш што ви посакувам, останете на фреквенцијата на телевизија Алфа.